Во надпреварот од деветото коло на третата македонска кошаркарска лига, екипата на Ball for Life од Куманово беше поразена од Овчеполе, но сепак остана на високото второ место на третолигашката табела, веднаш зад досега непоразениот тим на МЗТ од Скопје. Мечот одигран во првиот ден од викендот на гости кај Свети Николчани, како што информираат од клубот, го карактеризираше лошиот старт за кумановчани, но со добар распоред на силите под двата обрачи. Првата четвртина завршила со резултат 24-20, додека втората 17-16, за вкупно 5 поени негатива на Ball for Life на полувреме. Но како што истакна од клубот, веќе во второто полувреме тројца од најистакнатите играчи на кумановскиот табор биле со критична бројка фаули. Во текот на целиот меч резултатската предност се менувала на двете страни, што значи неизвестноста за крајниот исход била присутна до самиот крај. Третата четвртина била изедначена, 17-17, а следеле и неколку клучни судиски одлуки и досудена четврта лична и техничка грешка на Филип Стојановски, информираат од клубот. Последната четвртина е во полза на Ball for Life 15-22, но времето се покажало како сојузник на Свети Николчани. Ова беше одмерување на силите на вториот и третиот клуб на табелата. Борба за втората позиција, каде што за среќа останува истиот приказ. Ball for Life остана втор. Најистакнати поединци во тимот на Ball for Life беа Дарко Смилковиќ и Наум Јакимовски со по 14 поени, вкупно 28 од 69 на целиот тим, додека кај домаќините најдобар стрелец беше Ристо Стојанов со постигнати 21 поен. Следниот надпревар од 10-тото коло на третата македонска кошаркарска лига е за 2 седмици, кога на домашен терен Ball for Life го пречекува борец Евробик од Велес.